Никола Митревски по 4 години во странство во Бенфика и во Доброгеа Суд Констанца се врати повторно на македонско тло. Твојот нов клуб е Еврофарм Работник. Кажи ми како се чувствуваш еве после 4 години надвор? Тие 4 години се од големо значење за мене, бидејќи секој нов клуб, секоја нова држава, ново искуство каде што учиш и напредуваш и како човек и како спортист, различна култура, различен начин на тренирање, различна подготовка за утакмици, пред и после реакциите на играчите на околината е сосема различна него тука. Така да мислам дека доста научив и еден голем плюс за мене во мојата понатомошна кариера како човек и како играч и како човек. Во новиот клуб се надевам дека ќе бидам успешен како и во претходните два, дека ќе освојуваме трофеи и дека тоа искуство кое што го стекнав таму ќе го пренесам тука и ќе биде добро за сите. Претходно беше дел од Пелистер, беше дел од Вардар, беше од Металург, еве сега си дел од Еврофарм Работник. Повторно ќе играш во Лигата на шампионите и во СЕХА лигата за разлика од последниве 4 сезони кога беше дел само од националните првенства и од другите европски купови. Кои се амбициите на Еврофарм во овие две надпреварувања? Со сите овие 4 клубови кои што ги набројав од Македонија сум играл и ќе играм Лига на шампиони. Амбициите на Еврофарм се да напредува од сезона во сезона, од меч во меч. Ние сме на релативно нова екипа во Европа, каде што има искуство од 2 сезони и една челенче на ЕХФ Куп, сега Лига шампиони, каде што е Лига шампиони сите знаеме дека е врвот на европскиот ракомет. Ќе бидеме во тие помали групи, помалку квалитетни и мислам дека ќе биде добра шанса за сите нас за докажување и за напредок и на индивидуален план и на тимски, бидејќи таму нема лесни утакмици, секој противник е тежок, секој противник се спрема и тактички за секоја утакмица, нема подценување. Можеби ние сме едни од аутсайдерите во групата, така ќе не гледаат другите, што ние треба да го искористиме тоа за да ни биде преднос во двобоите со тие преостанати други екипи и со сплет на околности, со малце среќа, добри игри, да некако да пробаме да избориме пласман во првите две екипи за да можеме да играме 16 на финале. СЕХА лига, како што знаеме сега, е со две групи, каде што сите играат плейоф, сите играат разигруваат за вториот дел во плейофот. Без разлика на пласманот, ќе имаме на пролет уште минимум 2 утакмици. Секако добро би било да се заврши што погоре за да имаме релативно послаб противник. Знаеме дека сме во потешкиот дел од, мислам, потешката група со Веспрем, со Брест, Загреб, така да мислам дека би било успех огромен доколку завршиме четврти во таа група, во таа конкуренција каде што има многу поискусни екипи и поквалитетни секако. На овие турнири мислам дека нема такви фаворити, некои драстични, каде што бидејќи сите екипи се во тренажен процес, кој понапред, кој поназад, тешки нозе, се уште не уиграни екипи. Ние имаме доста нови играчи, се уште се уигруваме од утакмица од утакмица, од тренинг во тренинг. Мислам дека добро ќе ни дојде овај турнир во Струга и следниот во Добој да знаеме каде сме пред почетокот на СЕХА лига и Лига шампиони. Во минатата сезона Еврофарм добро се носеше со Вардар, барем на првиот надпревар во разигрувањето за титулата, но имаше пократок ростер. Сега ростерот е поширок, има тренерот Лушовски на располагање голем број на квалитетни играчи и голманската позиција е солидно, тоа е одлично пополнета.
го знаеш и составот на Вардар, од сега уште не почната сезона, сметаш дека Еврофарм може да биде добар ривал на Вардар за титулата во Македонија? Па не би сакал што сега да споредувам тоа, сепак Вардар е европски шампион без разлика каков ростер има. Видовме тој претходната година кога што сите мислеа дека не знам, можда група нема да помине, ќе биде 6, 7, 5 во таа група. Одигра како што одигра и на крајот беше и е европски шампион. Ние сме клуб во подем, се уште растиме на тоа поле. Играчите кои што се таму и тука се сепак различни, со поголемо искуство се тие играчи, како и на клубско интернационално ниво, така да наше да работиме, да се спремаме, да се стремиме како некоја цел да ни биде Вардар, но сепак ние сме реални и се огледаме својот пат. Ние да одиграме како што ќе се договориме, како што тренираме, а за резултатот отом потом. Го држиш рекордот за најмногу настапи со различни екипи на турнирот во Струга, значи беше дел со Пелистер, беше со Металург, беше со Вардар, со Бенфика, беше и со Констанца лани. Може ли да направиш паралела на развојот на турнирот во споредба со претходните години и твоето искуство на овој турнир? Па првото моје учество мислам дека беше 2005, 2006 или 2006, 2007, така да пред 14 години со Пелистер. Од тогаш до сега многу е променето, пред се под теренот е променен, подлогата, има трибини, е многу чекори понапред отиден турнирот организацијски. Исто и квалитативно е многу напред, бидејќи имаме многу интернационални екипи. Претходно имаше 1 до 2, можеби од Србија, Грција или најблиските наши соседи. Сега имаме скандинавски екипи, минатата сезона имаше француска екипа од 8, 6 беа интернационални. Беше многу квалитетен турнирот оваа година, исто така е квалитетен турнирот со 2 представници од Македонија во европските купови. Вице шампионот на Грција, екипата на Гуив од Шведска, каде што знаеме дека скандинавците играат секогаш убав за око ракомет. Квалитетна екипа и за мене голема чест што со секоја екипа сум присутен тука. Турнирот како турнир би им посакал на организаторите да продолжат со овај ритам, да го држат ова ниво, бидејќи на Македонија, на ракомет на Македонија и треба еден ваков турнир каде што летниот период ќе биде секогаш исполнет со ракометни надпревари, да не се осети празнина, бидејќи знаеме ракометот можеби е број 1 спорт во Македонија и секогаш, барем во Струга, секогаш се полни трибините на ракометното игралиште. Освен предизвиците со Еврофарм работник, ќе те чекаат и репрезентативни предизвици со националниот тим. Македонија ќе биде дел од Европското првенство во Австрија следната година. Добивме силна, но неатрактивна група и навидум лесна. Австрија домаќинот е тука, Чешка е тука и Украина е тука. Сме ги победувале сите репрезентации, но и сме губеле од сите репрезентации и сме имали тешки и неизвестни дуели. Колка ви се шансите на Македонија да направи нешто големо на ова европско првенство? Групата е лесна за непознавачите на ракометот, бидејќи штом екипа се пласирала на европско првенство, нема лесна утакмица, нема лесен надпревар. Можеби не се така звучни како Шпанија, Германија, Данска, Норвешка, но ниту ние сме една од овие наборените селекции за да можеме да кажеме дека ете Украина е послаб противник од нас многу или Чешка, Австрија. Ја посакувавме можеби оваа група, но ја посакувавме за да можеме да се носиме со секој еден противник и да бидеме во егал квалитативно, затоа што сепак Австрија не беше на овие претходни две првенства присутна, но сега е во улога на организатор, а знаеме што некоја селекција, некоја држава организатор се спрема
многу повеќе од останатите, ќе игра пред полна сала, игра на домашен терен. Репрезентацијата на Чешка, исто како и Австрија, ни е добро позната, бидејќи сме играле претходните, скоро секој циклус играме со нив. И исто така се квалитетна репрезентација која што е во подем, тоа го покажа и на претходно